3,7 милиони евра ќе потроши Министерството за животна средина за финансирање на еколошки проекти кои ќе бидат избрани на јавен конкурс како дел од програмата за инвестирање во животната средина, најави министерот Изет Меджити. Средствата предвидени во програмата кои се обезбедени од плаќањето на еколошки такси при регистрација на возила ќе бидат поделени за 4 главни намени. Купниот износ што го распределуваме оваа година изнесува 229 милиони денари поделени во 4 главни намени. 100 милиони денари за изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи и системи за одведување и пречистување на отпадни води. 100 милиони денари за изработка на техничка документација и изградба надградба на водоводни системи. 10 милиони денари за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни проекти, 19 милиони денари за подигање на јавната свест, едукација и обуки поврзани со заштитата на животната средина. Меджити објасни дека на јавниот конкурс кој ќе трае 3 недели ќе може да учествуваат здруженија, општини, образовни институции, стартапи и технолошки компании. Екологистот Игор Смилев вели дека предвидените средства за финансирање на проекти за грижа на животната средина се многу малку, за да може да се направат конкретни промени. Невложувањето од 30 и кусур години во животната средина не се лечи со 3,2 милиони евра. Ние само за да ги излечиме проблемите кои што ги создадовме во последните 3 години, ќе ни требаат барем 10 пати потолку. Кога веќе ги анализираме парите кои што се дадени, 19 милиони ќе одат за обуки и ако добро прочитав и сметам дека тие 19 милиони денари не треба да завршат за обука ширум Македонија, туку за обука на вработените во животна средина. Инаку во споредба со годинава, лани според конкурсот за распределување средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина биле предвидени 160 милиони денари.